Почитувани, добро вечер. Вие сте на програмата на К3 телевизија. Во следните 30 секако можеби и повеќе минути, ќе имате можност да слушнете кои се надлежностите, функциите и со што се занимава Меѓународниот арбитражен суд во Софија. Гостин во студиото на К3 телевизија е првиот македонец кој што е судија во овој суд. Велам, добре дојде за Зоран Антоновски. Добро вечер, благодарам до поканата и благодарам што ни овозможивте да ги запознаеме вашите гледачи со функциите и надлежностите на Меѓународниот трговски арбитражен суд во Софија. Така, Зоран не случајно си вечерва овде, сепак спомена и ти, ќе разговараме за сето она кое што е во надлежност на овој суд, но и како прв македонец дојде на оваа функција да биде судија токму во овој суд и сепак токму од Куманово. Еве за почеток на разговорот да ги запознаеме и гледачите за каков суд станува збор. Станува збор за меѓународна трговска арбитража. Судот е со седиште во Софија, Република Бугарија. Судот функционира во рамки на организационата поставеност на Меѓународната асоциација за правда и арбитража на Република Бугарија. Судот е составен од арбитри, поединци кои судат во спорови до 12.500 евра, каде, доколку нема договор помеѓу страните, учесници во предметот на спорот, арбитарот го поставува, односно го именува председателот на Софискиот арбитражен суд. Кога станува збор за спорови над 12.500 евра, едната договорна страна има право да именува еден арбитар, другата договорна страна има право да го именува вториот арбитар, а третиот арбитар го именува председателот на Софискиот арбитражен суд. Судот има свој секретаријат, кој одговорно, навремено, стручно и професионално ги извршува своите действија, кои се иницијалната каписла околу подготвување на предметите што се водат пред Софискиот арбитражен суд. Можам слободно да кажам дека луѓето кои се дел од секретаријатот на Софискиот арбитражен суд секојдневно имаат обврски околу подготовката на предметот за да ја олеснат работата на арбитражниот судија, било тоа да бил поединец, било да постапува арбитражен совет кога ќе дојде времето за одлучување по предметот на спорот. Председател на овој суд е господјата Марија Јанева, од која дојде и покана до мене да аплицирам на отворен оглас, по кое нешто аплицирав и на 10.1.2017 година се изврши изборот, пошто дадов свечена заклетва и почнав да ја извршувам судијата на меѓународен судија во Софискиот арбитражен суд. Така, еве, спомена за председател, дека самиот суд има председател. Каква е хиерархиската поставеност? Значи, хиерархиската поставеност во судот е поставена на следниот начин. Постои председател на судот, постојат тројца подпредседатели на судот кои се изберени на основачкото собрание на Меѓународната асоциација за правда и арбитража и кои секој во својот домен има добиено овластување за извршување на своите редовни работи и работни задачи. Кажав дека исто така има секретаријат на Меѓународниот трговски арбитражен суд во Софија, постојат арбитри, постои арбитражен колегиум кој се одржува еднаш годишно, каде се разговара за сите прашања кои се дел од организацијата и организацијската поставеност на судот. Конкретно, која е функцијата, односно целта на постоењето на арбитражниот суд во Софија? Конкретно целта на постоењето на арбитражниот суд во Софија е тоа што овој суд представува суд повеќе за бизнис заедницата, односно за бизнис секторот. Меѓународниот трговски арбитражен суд во Софија има надлежност за постапување во граѓански и трговски имотни спорови во рамки на дозволената надлежност од Граѓанскиот процесуален кодекс на Република Бугарија,
вклучително и интелектуална собственост, има надлежност да постапува по предмети во кои постојат разни правни празнини во договори помеѓу разни субјекти на меѓународното приватно право, без разлика дали местоживеењето или седиштето на една од странките е во Република Бугарија или надвор од неја. Овој суд нема надлежност и нема право да решава предмети за стварни права, нема надлежност да решава работни спорови, нема надлежност да решава спорови за предавање во владение на недвижен имот, нема право да решава спорови кои произлегуваат во поедини корпорации од Законот за трговските друштва и така натаму. Така, конкретно еве за какви дела има право арбитражниот суд во Софија да постапува? Станува збор за голем диапазон на дела каде има надлежност да постапува арбитражниот суд. Тука се вклучени сите можни парични побарувања. Тука се вклучени исполнување на договори помеѓу разни субјекти на приватно право, неисполнување на договорно превземени обврски по разни облигации помеѓу разни субјекти. Значи секое физичко и правно лице може слободно да се обрати до Софискиот арбитражен суд и да побара заштита. За да може да се обрати секое физичко или правно лице или секој субјект на меѓународното приватно право, Софискиот арбитражен суд треба да има надлежност за постапување. Надлежноста на постапување кај Софискиот арбитражен суд се утврдува по основ на арбитражна спогодба во поедин договор или постоење на арбитражна клаузула во посебен договор кој го потпишуваат овластените лица на двете договорни страни. Исто така, сакам да истакнам дека согласно последните измени на Законот за меѓународна трговска арбитража на Република Бугарија, кои се случија во месец јануари 2017 година, може да се случи и доколку не постои арбитражна спогодба и доколку не постои арбитражна клаузула во договор, Софискиот арбитражен суд повторно да има надлежност на постапување ако тужениот се впушти во арбитражната расправа, даде одговор на тужбата, не ја оспори надлежноста на арбитражниот суд и во тој случај арбитражниот суд има надлежност за постапување. Доколку двете договорни страни не утврдат доброволно согласност на Софискиот арбитражен суд, Софискиот арбитражен суд нема простор да одлучува по предметите кои ги добива. За илустрација, согласно правилникот на нашиот суд, значи пред да се впуштиме во расправа по доказите во делото, кои од една страна ги доставува тужителот, а од друга страна ги доставува тужениот, Софискиот арбитражен суд задолжително се произнесува за својата надлежност, дали има надлежност на постапување. Кажав и претходно дека доколку во списите од предметот, кога почнува секој предмет, значи доколку не е доставен од тужителот арбитражната спогодба, односно договорот која содржи арбитражната клаузула, за да може да продолжи со постапување арбитражниот суд, тужениот треба да даде согласност и да не ја оспори надлежноста на арбитражниот суд. Така е, конкретно, колку сигурно ги интересира гледачите во однос на цената? Која е цената да се поднесе тужба во Република Македонија и која е цената да се поднесе одредена тужба и да се бара помош од арбитражниот суд во Софија? Вака, за илустрација ќе направам паралела помеѓу постојаниот избран суд, арбитражата при Стопанската комора на Република Македонија и Меѓународниот трговски арбитражен суд во Софија, каде јас постапувам. Значи, во предмети до 10.000 евра, постојаниот избран суд, арбитражата при Стопанската комора на Република Македонија има предвидено да наградата на арбитарот поединец изнесува 450 евра. Во предмети до 12.500 евра,
пред арбитражниот суд во Софија согласно тарифата за таксите и трошоците по кои се одлучува поделата пред Софискиот арбитражен суд, наградата на арбитар поединец изнесува 125 евра. Имаме донесено на основачкото собрание тарифа по која постапуваме и работиме. Тарифата е доста ефтина, да кажем, за овој дел од Европа и арбитражниот суд во Софија успеа да се наметне не само на Балканот, него и во овој дел на Европа како многу конкурентен суд. Па во последно време сме сведоци да поголемите компании, не само од Република Бугарија, туку и пошироко, почнуваат поскапите арбитражи како што се лондонската, како што се женевската, како што се париската, да ги заменуваат со Софискиот арбитражен суд. Зошто е тоа така? Затоа што во предмети каде вредноста на спорот е поголема, арбитражната такса и арбитражните трошоци се 40 до 50% помали отколку да таа постапка се води пред редовен суд. Она кое што е сигурно битно да се знае како оди постапката. Како да се дојде до арбитражниот суд во Софија, доколку некои од споменатите кои што имаат можност тоа да го сторат, како оди постапката за да се обратат до овој суд? Вака, постапката е утврдена со правилникот на Софискиот арбитражен суд, каде имаме забрзана постапка во предмети до 25.000 лева, како што кажав, во тие предмети постапува арбитар поединец и доколку не постои заедничка согласност и на тужителот и на тужениот за именување на арбитарот, тогаш тој арбитар го именува председателот на Софискиот арбитражен суд. Во оваа постапка, во забрзаната постапка во предмети до 12.500 евра, роковите се смалени и тука предметите се завршуваат за 3 месеци. Новина е тоа што, за разлика, кога се прави една паралела помеѓу арбитражен суд и редовен суд, разликата е таа што во арбитражниот суд можеш да го бираш судијата кој ќе го суди делото, можеш да го бираш законот, материјалниот закон по кој ќе се суди, може да се бира правото и може да се бира јазикот од страна и на двете договорни страни. Во постапката пред редовните судови такво нешто не е можно. Во предмети на 25.000 лева, односно над 12.500 евра, едната договорна страна, потписничка на договорот, има право да го именува едниот арбитар, другата договорна страна има право да го именува другиот арбитар, а третиот арбитар се именува од страна на Софискиот арбитражен суд. Како што кажав, по утврдувањето дека надлежноста припаѓа на Софискиот арбитражен суд, отпочнува постапката, тужителот во тужбата треба да ги изнесе сите факти, сите докази и да ги стори веројатни своите тврдења. Тужениот исто така во одговорот на тужбата треба да ги изнесе сите факти и сите докази. Задолжително со добивањето на тужбата до тужениот се доставува и листата со список на арбитрите за да може истиот да се избере арбитер. Доколку тој тоа не го стори, тоа е должен да го направи председателот на Софискиот арбитражен суд. Во арбитражниот суд се поклонува голема верба на писмената документацијата. Има можност за вршење на експертизи, има можност за вршење на вештачење, има можност за сослушување на сведоци. Меѓутоа, сослушувањето на сведоци се врши во начин и во постапка кога тоа е неопходно за да може да се утврди правата вистина на состојбите. Согласно правилникот на арбитражниот суд, доколку тужениот не поднесе одговор на тужбата, тоа не му дава право на арбитражниот суд амблок да го усвои тужбеното барање. Треба да се испитаат наводите и на едната, наводите и на другата страна, за да се дојде до вистината во предмет на делото. Така, ги спомена роковите. Колка временски период е всушност потребен за да се заврши целокупниот процес и дали е тоа зависно во однос на тужбата која што ја поднесува
клиентот? Роковите се скратени. Во предмети во кои е предвидена забрзана постапка до 25.000 лева, значи предметите се завршуваат за 3 месеци. Со тоа што од моментот на поднесување на тужбата, рокот за одговор на тужба наместо 14 дена во редовната постапка е скратен на 7 дена. Рокот за објавување на пресудата исто така е скратен. Тука имаме значи скратени рокови, меѓутоа за да се земе предметот во забрзана постапка, тужителот е должен да плати посебна такса која ја предвидува забрзаната постапка. Што се однесува до редовната постапка во предмети на 25.000 лева, значи од моментот на поднесување на тужбата се доставува на одговор на тужениот, кој воедно добива и листа со списокот на арбитрите, каде во национални предмети рокот за одговор е 14 дена, во меѓународни дела рокот за одговор е 21 ден. Во истиот тој рок тужениот има право да покрене приговор, да поднесе и против тужба. Исто така постои институт како што постои и овде во нашето законодавство во постапката пред редовните судови иземање на арбитар, односно на заменик арбитар. Значи судиите кои постапуваат во овие судови, не само во Софискиот арбитражен суд, туку и во другите арбитражни судови во Европа, потпишуваат изјава во вид на декларација дека ништо не може да ја доведе под сомневање неговата непристрасност во постапувањето по един предмет. Ако една од договорните страни располага со податоци дека постапувањето на судијата е непристрасно, тој има право да поднесе предлог за иземање до секретаријатот на Софискиот арбитражен суд, кој веднаш го доставува барањето за иземање до судијата кој се произнесува и доколку он самиот не се иземе од предметот, одлуката е за иземање на председателот на Софискиот арбитражен суд. На таа одлука незадоволната странка има право на жалба во рок од 7 дена до Софискиот градски суд. Жалбата на таа одлука не е пречка да се продолжи со постапката пред арбитражниот суд. Со оглед на фактот дека си првиот македонец во овој суд, има ли клиенти од Македонија кои се најчестите? Вака, во овој интервал од месец и половина, како сум арбитар во Софискиот арбитражен суд, во списите на предметот се уште немаме заведено странки кои се од Република Македонија, било да се на страната на тужителот, било да се на страната на тужениот. Меѓутоа, од ден на ден, заинтересираноста за Софискиот арбитражен суд се повеќе расне и е се поголема и поголема. Зошто го велам ова? Веќе и во Македонија почнува да работи правната свест и култура, особено кај бизнис заедницата. Секојдневно слушаме на телевизија дека целта на македонското стопанство е да изнаоѓа нови странски пазари. За да се оствари таа цел, арбитражата е неопходна алатка која се користи во секое современо општество. Бизнис заедницата нема време да води непотребни предмети кои ќе траат 3 години и кои ќе имаат трошоци, кои не водат нигде. Бизнис заедницата треба да размислува во склучувањето на меѓународни договори со меѓународен елемент што полесно и што поедноставно да ги решава состојбите со кои верувам дека се соочуваат секојдневно. Бизнис заедницата во Република Бугарија веќе ги има прифатено придобивките од арбитражата. И се почесто и почесто ја користат. Јас се надевам дека и Република Македонија ќе ја развие правната култура, ќе ја развие правната свест и и бизнис заедницата ќе си го олесни своето постапување во секојдневното работење. Така, спомена предходно за други арбитражни судови, како што се во Париз или во Лондон. Која е разликата
освен што спомена дека постои една голема разлика во однос на цената, сепак пристап на она кое што ја нуди арбитражниот суд во Софија. Која е разликата во однос на функционирањето? Дали постои голема разлика од тие судови и судот кој што е во Софија? Арбитражниот суд во Париз и во Лондон се сметаат за едни од најдобрите арбитражни судови во Европа, што се однесува до стручноста и професионалноста на колегите арбитри кои постапуваат заедно со мене во Софискиот арбитражен суд. Не можам да кажам дека се нешто назад од колегите кои постапуваат во тие судови. Треба да се работи многу. Талентот е 1%, работата е 99%. За да можеме да одговориме на предизвиците кои ги носи денешното време, значи константно сме во ситуација да проучуваме законски прописи, да проучуваме уредби, да се влезе во сршта на секој законски пропис, подзаконски акт, за да можеме во секоја поедина ситуација да го преминеме тоа, а да не оштетиме ниту една од странките кои ќе се јават како учесници во постапките. Затоа мислам дека нема кој знае каква разлика. Сите арбитражни судови во Европа тежнеат кон тоа да што полесно и поедноставно се соочат со предизвиците кои ги носи меѓународната арбитража. Сигурно и за тебе беше предизвик да се биде дел од еден ваков суд. Голем предизвик. Сакав нешто ново да направам, сакав да излезам од Република Македонија, така да Република Бугарија беше и една од причините каде што сакав да се остварам како правник, од причина што они имаат направено реформа на граѓанското законодавство, каде имаат донесено граѓански процесуален кодекс, каде ги имаат нормирано сите правни норми на 303 страни. Ние како држава, како Република Македонија, се уште сме во фаза на реформа на граѓанскиот процесуален кодекс. Од друга страна, станува збор за земја членка на Европската Унија, каде секој ден доаѓаат предмети од цела Европа. Контактите се на многу високо ниво, имам чести патувања во лондонската арбитража, во париската арбитража, така да ова е еден предизвик за мене, па се надевам дека ќе се снајдам и ќе биде како што треба. Така, и сепак на некој начин и градот Куманово, но секако и Македонија, ќе биде представена во вистинско светло кога е во прашање судството. Спомена Република Македонија, спомена адвокатура. Сосема кратко, твој став, може ли да му се верува на македонскиот суд? Неблагодарно е од мене да давам некои квалификации дали може да се верува или дали не може да се верува. Само ќе кажам дека арбитражата е потребна и во Република Македонија за да го растовари редовниот суд од многуте предмети што ги има. Мислам дека во Македонија има уште доста работа за да заживее правото, правната култура, особено начелото на владење на правото и правната држава. Меѓутоа, времето ќе го покаже, времето ќе биде оној суд кој ќе го даде резултатот дали во Македонија може да се верува на редовните судови или истите за некој краток период ќе бидат заменети со арбитражни судови. Така, сосема за крај, спомена дека доста голем број на суди во арбитражниот суд постојат. Она кое што ме интересира е дали постојано се менуваат, дали постои некој мандат кој што може би треба да го исполнат и доколку повторно бидат реизбрани остануваат во функција во судот. Моментално во Софискиот арбитражен суд не постои мандат за постапување
постојат некои ограничувања ако судијата на пример да кажеме не постапува по предметот во кој е поставен, не ги извршува своите обврски кои треба да ги извршува, нема предмет 2 години, односно ниту една од страните учесници во постапките пред судот не го именува за арбитражен судија, во тој случај му престанува мандатот на арбитражен судија. Инаку, мандатот на арбитражниот судија во Софискиот арбитражен суд е на неодредено време и додека е запишан во листата на арбитри при тој суд, тој има право да постапува по предметите кои му ги доверува на постапување арбитражниот суд. Благодарам за одвоеното време, за тоа што ја прифативте поканата и лично од вас сите да слушнат што всушност значи меѓународен арбитражен суд таму каде што сте вие во моментот во Софија. Благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на овој разговор. Ќе потсетам уште еднаш, гостин во студиото на К3 телевизија беше првиот македонец, кумановец, судија во Меѓународниот арбитражен суд во Софија, Зоран Андоновски. Од мене ќе се заблагодарам што одвоивте време и што бевте со нас. Секако и понатаму останете со програмата на К3 телевизија.